Почитувани, со неверување го читав предлог законот за субвенциониран студентски оброк, поднесен од пратениците на СДСМ и ЛДП во петокот. Изненаден сум од критериумите кои ги имат предвидено за тоа кој може, а кој не да биде корисник на субвенциониран студентски оброк. Според колегите, студентите кои поради своето знаење добиваат стипендија не јадат, студентите кои доаѓаат од семејство со приходи поголеми од минималната плата не јадат и студентите кои се апсолвенти не јадат. Фрапантно. Кога владата пред 3 недели најави дека ќе прави рационализација на трошоците за студентски оброк, и на крај памет не ми дојде дека ќе се соочиме со закон за субвенциониран студентски оброк, кој ќе ги опфаќа само околу 100 студенти од вкупно 50.000 студенти запишани на универзитетите во Република Македонија. Во текот на викендот се соочив со сериозна дилема дали Жаклина Лазаревска, Моника Зајкова, Даниела Колева, Санела Шкрел, Зекир Рамчилович и останатите подписници на овој скандалозен закон се вистинските автори на текстот или им е даден од влада за само да го подпишат и поднесат, или се надеваат дека студентите се апатични, незаинтересирани, како и самите тие, и дека нема да приметат и ќе премолчат на измените на кои што се подпишаа. Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија уште на 2 ноември поднесе измени на законот за субвенциониран студентски оброк, откако видовме дека власта не планира да преземе ништо во поглед, со оглед дека цел на октомври помина, а студентите останаа без очекуваните средства. Со нашиот предлог закон бараме да се применува ланскиот модел на исплата на средства и во иднина, но и да се зголеми финансиската подршка на 160 денари дневно. Зголемувањето на субвенцијата е резултат на историски најголемото покачување на цените на храната во изминатата година, кој надминува над 30%. Ги повикувам колегите од мнозинството веднаш да се стави на пленарна седница нашиот закон и уште денес да го донесеме. Од утре натаму да седнеме сите заедно со студентите, универзитетите, Министерството и сите други заинтересирани страни за тоа како може да го подобриме квалитетот на образованието, студентскиот стандард и животот на македонскиот студент. Ви благодарам. Сметам дека протестот на студентите кој што е најавен за во 16 часот е сосема оправдан и легитимен и да, истото го поддржувам затоа што гледајќи ги барањата сметам дека се сосема оправдани. Едно од барањата беше и овој скандалозен предлог закон на власта да биде подлечен, итно да се санираат каде што е најпотребно условите во студентските домови, да се изедначат стипендиите со повисокиот износ, барања кои што можам да кажам и дека се скромни во ова време каде што македонскиот студент ги живее најтешките мигови. Како што напоменав во однос на средбата која што е закажана со министерот Јетон Шакири во 16:30, ние како ВМРО ДПМН уште на 2 ноември поднесовме предлог закон и многу едноставно нека го прифатат нашиот предлог закон кој што е со истите услови со законот од 2020 година, кој што тогаш заедничко го донесовме сите парламентарни партии заедно, и да решиме веќе оваа сага на студентите и да донесеме едно квалитетно законско решение кое што ќе опфаќа мнозинство од студенти во Република Македонија. И нели цената на износот согласно растот на трошоците на живот, инфлацијата, да го зголемиме на 160 денари или онака како што бараат студентите во Република Македонија.